Австријскиот пејач JJ победи на изборот за песна на Евровизија во Базел, Швајцарија на 17 мај и во последен момент ја победи фаворитката Јувал Рафаел од Израел, која заврши втора. 24-годишниот пејач кој е контратенор во Виенската државна опера ја освои титулата со песната Потрошена љубов, балада за невозвратена љубов. Австрија два пати претходно победи на Евровизија, прво во 1966 со Удо Јиргенс и повторно во 2014 година со Кончита Вурст. Вистинско име на JJ е Јоханес Пич, роден во Виена на 29 април 2001 година. Иако е роден во Виена, JJ пораснал во Дубај, каде што неговите родители се преселиле кога бил дете. Тие се вратија во Австрија во 2016 година. Таткото на JJ е австриец и работи како програмер, а мајката е од Филипини и е готвачка. По начинот на кој пее може да се забележи дека зад него има долгогодишно искуство. JJ завршил на Универзитетот за музика и уметност во Виена, а одел и во оперско училиште во Државната опера во Виена. Има искуство на сцена и со телевизиски емисии. Се надпреварувал во 2 музички шоуа, а во едното стасал и до финалето. Покрај германскиот, JJ течно зборува англиски, француски, а исто така и тагалог, почитувајќи ги филипинските корени. Ужива да оди на картинг. Во 2022 година JJ дебютираше во Државната опера во Виена, а денес активно учествува во оперските представи. По гласините дека Ана Ивановиќ и Бастијан Швајштангер се разведуваат, германските медиуми во последните денови тврдат дека тие планираат се да решат по забрзана постапка во Швајцарија. Тие наведуваат дека поранешната тенисирка Ана Ивановиќ сака што поскоро да ја остави зад себе оваа фаза од својот живот, вклучувајќи го и нејзиниот сопруг Бастијан Швајштангер. Bunte.d тврди дека дознале дека адвокатите на двојката моментално подготвуваат брз развод, односно најбрзиот можен вид развод во Швајцарија. Горе споменатиот медиум беше првиот што објави дека двојката се разделува по 9 години брак. Тие исто така тврдеа дека врската на Ана и Бастијан завршила во февруари оваа година. Како што е познато, и други германски медиуми објавија дека бракот на Ивановиќ и Швајштангер завршил бидејќи тие често биле разделени поради деловни обврски. Македонскиот краткометражен филм Избор во режија на Марко Црногорски и продукција на Дарма Филм е селектиран за учество на 50-тото издание на Данскиот меѓународен филмски фестивал во Одензе, што ќе се одржи од 25 до 31 август 2025 година. Овој фестивал е единствениот фестивал за краткометражни филмови во Данска, кој што може да квалификува еден филм за Оскарите, Европските филмски награди и Бафта наградите. Се смета за една од најреномираните фестивалски платформи за кратки филмови во Европа, што го прави ова учество особено значајно за македонската кинематографија. Избор веќе бележи забележителни успеси на меѓународната сцена, меѓу кои што и наградата за најдобар краток филм на 20-тиот Југоисточен филмски фестивал за филмови од Европа во Лос Анџелес, соопшти продукцијата. Филмот ја имаше својата светска премиера на 34-тото издание на филмски фестивал во Паленсија, Шпанија, а беше прикажан и на уште 2 престижни фестивали, Сине Лебо во Чиле и фестивалот во Александрија, Египет. Првото издание на фестивалот Буквално Джез ќе започне на 19 и ќе трае до 25 мај во просторот и дворот на културниот центар Буква. Јавноста ќе има можност да ужива во богата и разновидна програма, а фестивалот има за цел не само да ја промовира джез музиката, туку и да ја збогати културната сцена на главниот град, потикнувајќи ја јавноста да се врати кон културните настани како незаменлив дел од урбаното живење. Фестивалот ќе понуди 7 дена исполнети со джез концерти, изложби, работилници и креативни перформанси.